Добар ден, добредојдовте во економските вести на Слободен печат. Јас сум Весна Дамчевска, а денешниот мој соговорник е Маријан Ристевски, председател на Конфедерација на синдикални организации на Македонија и граѓански активист. Добредојдовте Ристевски, денови ве гледавме во јавноста, реагиравте во однос на законот за извршување, тој е во постапка на менување и дополнување, наскоро и го очекуваме да влезе во собранието. Вие имате забелешки. Кои се главните ваши забелешки во однос на овој закон? Најнапред да ви се заблагодарам за поканата. Па да, како што кажавте вие, јас како председател на Конфедерацијата и како граѓански активист заедно со другите колеги од другите организации, Сдруженија на граѓани, НОПА-САРАН, Човекот над профитот и други граѓански организации, веќе подолг период следи јавноста дека ние реагираме на овој закон за извршување. Мислевме дека конечно ќе се стави крај, меѓутоа за жал, она што последно го гледаме и во измените на законот за извршување, тоа не се буквално никакви измени, тамо некој шминкерај, по нас е, бидејќи се бара наводно некоја дигитализација, некое упростување на извршување, тоа нема никаква врска тоа. Ние реагираме на онај дел каде што со децении кажуваме дека ќе се врши грабеж на граѓаните, а со овие измени таму кај што треба да има измени нема никакви измени, нема измени значи во делот на застарување, нема измени во делот на трошковникот кај што се плаќа, зошто да се додадат одредени предмети на адвокати, нотари, извршители, нема измени, ние бараме, знаете што ако граѓанинот има единствен дом, куќа, ако му е тоа да, еве секаде во светот следиме, дури соработуваме со нашите партнери од странство, домот е светиња и ако некој граѓанин не го има дадено станот под хипотека, не може да биде предмет на извршување. За жалов дека веќе се удара и врз светото. Не знам како ќе биде ова. Ние, како што кажавте, имавме пресконференција, побаравме средба со министрот за правда, немаме се уште. Ја не ми јасно кажав и на пресот, веќе 2 години министер е за правда. Ваква правда не сакаме ние као граѓани, мислевме дека испаѓа Министерство за неправда, 2 години најверојатно стигнало до министерот дека за сметка од 35 денари за градски превоз или за 50 денари градски паркинг, граѓаните плаќаат 15 и до 17.000 денари. Значи, од ова што јас вака ве слушам, вие немате забелешки во однос на сегашните измени, туку имате забелешки во однос на тоа што не се прави, какви измени не се права, да кажам, со законот. Вие барате, значи, едно негово драматично поместување во однос на некои барања што ги имате, колку што еве вака ајде прецизираме. Да, во право се, оно што го види, овие измени се ништо. Дигитализација веќе тоа се збори, нема дневник вести да почнеш да прочиташ, воред нека има дигитализација. Дури ние им помагаме како дигитализација, како податоци за граѓаните нека го користат Safe City, тоа одлично функционира. Зашто они викаат не може да ги најдат граѓаните? Тоа сакам да кажам, со денешниот начин на достава на предмети и на се што се случува практично без дигитализација, без дигитално поврзување не функционира веројатно како што треба извршувањето. Споменавте еве предмети дека за 50 денари од градски паркинг стигнало до 15 до 17.000 извршувањето. Колку граѓани стигнуваат со вакви, би кажала за жал, банални предмети? Колку, еве кажете нешто по-интересно што за жал се случува. Видете, ова како што кажавте не е интересно, ова за жал веќе. По оние сознанија ние кога имаме разговори, ние разговараме и со одредени адвокати, и со извршители, и во Министерство за правда. Таа Министерство за правда е чудна работа, има една категорија на луѓе кои што се исклучиво се бават со тематиката на извршување, нотаријат, остануваат подолг период и кој како министер да дојде, тие успеваат таму да се прилагодат. Мене таму ми е сумнива работа, јас зборам јавно и без разлика што трпам и одредени закани, критики, јас не трпам ова што се прави врз граѓаните, веќе гледам дека стварно свесно се оди на грабеж на народот. Овие што ги кажавте вие како примери, има некаде околу 200 до 300.000
предмети кои што не се дистрибуирани до граѓаните. Граѓаните не ни знаат. Секој од нас може да биде потенцијален за такво едно извршување, криминално, да кажам. И затоа ние бараме со овие измени да се, како што кажавте, да се направат суштински промени, да се осети нешто дека стварно е во корист на граѓаните, зашто знаете што сите промени кои се прават, сите закони кои се носат нели да има ред во државата, да има права за граѓаните и да функционира све безпрекорно. Овдека се добива впечаток дека во законот за извршување, место да се донесе закон каде што ќе се исплати главниот долг према доверител граѓанин ќе го плати, да си функционира системот, овдека се носат измени каде што се форсира грабежот на народот. Знаете, да се богатат одредени категории на луѓе, не е по нас, не е целта да се плати тој долг од 50 денари, од 500 денари, од 1000 или од 5000, него на таа сума на пари да се накалемат одредени адвокати, нотари, трошкови, глупости, на крај да стигне кај извршителот, да го оплячкаат граѓанинот и да се збогатат овие на грбот на граѓанинот. Имавме законски измени со кои што се ограничи каматата. Тоа нели да расчистиме. Сега не може да оди повеќе од долгот, ниту и основната, мислам дека и затезната исто така беше. Сега како тогаш стигнува долг од 50 денари што велите до 15.000? Сега ќе ви кажам, значи како што ме подсетивте, единствено до сега што сум задоволен за оваа долгогодишна борба што ја водиме за околу законот за извршување, што направивме дека висината на каматата не може да го надмине главниот долг. Так. Значи, ако 1000 евра главен долг, порано, верувајте, стигнуваше до фантастични 20.000 евра, или ако е 1000 денари до 50 до 100.000, намерно тогаш се држаа предметите во фиолки, 10 години се наталожат. Сега успеавме тоа, се сеќавате, успеавме и да, ама за жал краток период да има застареност. Секаде во светот постои застареност на предмети. За жал гледате какви тешки дела криминални застаруваат, сметка од 50 денари, 30 години, 40 нема да застари, и тоа ние не се откажуваме, затоа бараме во овие измени да влези застарувањето, да влези да не може да се извршува врз единствениот дом и да има нормално едно извршување. Сега ќе ви објаснам пластично како е. Например, 50 денари или 35 денари, дали е карта за јавниот сообраќајен превоз, дали се градски паркинзи, дали е 1000 денари, да речеме, паушал него вода, струја или било која комунална такса, да кажам, што прават и каде е нашето реагирање, бидејќи знаете што, ова е безобразлук што го прават од нивна страна. Еве било кое предпријатие, еве да го земеме ПОЦ, знаете, градски паркинзи центар. Таму сигурно има вработени не знам колку, има одредена бројка. Најверојатно таму има некој правник што знае да пише во преписки, дописки. И са кој е безобразлук од граѓанинот, ќе паркира како ние веренска гужва, не знаете кој како се брза. Ќе му закача тоа дека погрешно паркира, дали го дугнал ветро, дали не го дугнал, дали намерно не, дали немал пари да плати, све тоа окей. Што прават они? Они на таа сметка од 50 денари, предпријатието само пред нешто ќе оформи, автоматски мислам станува некаде до 1000 денари го прават. И тоа е голема сума на пари. Зошто ако е сметката 50-70 денари, зошто да оформат предмет за наплата 1000 денари? Али ај ќе речеш 1000, мада и тоа е многу. И сега они сите јавни предпријатија што се под градот, па дури и по другите, не знам како успева, тоа мене не ми е јасно, затоа реагираме. Министерот за правда, ако е за правда, ако го слуша и ова, нека реагира дали сум во право што зборам или не. Како е дозволено на таква сметка од 50 денари, самото предпријатие да направи 1000 денари во старт и да ангажираат, замислете, адвокат од надвор, прават договори со адвокати од надвор, демек стручњаци се тие јаки адвокати, сега го фатиле граѓанинот, не платил сметка од 50 денари, сега ние ќе го гониме до крај со адвокати, со нотари, со извршители. Зошто која е нашата реакција? Значи они ангажираат адвокат. Адвокатот по автоматизам само што ќе напише дека Ристевски Маријан не платил, го нашле тамо паркингот, 6000 дарки во старт и тие 1000 денари се стануваат 7. Зошто токава наплата на пари? Само сега да ви кажам каде е плюс играта. И сега он, како адвокат, бара демек за мене податоци, кај сум, што сум, вработен, не знам што, колку сметки, кај живеам, па по пошта, па демек ме бара дома. Никого не барат. Тврдам не барат. Па една пошта, па уште една пошта, па сите тоа трошкови се собират и тие 6000 негови стануваат за 7 и оваа јадаркави ще стануваат 8-9 И наводно не те нашол, си прави он таму решение или какви акти носат, не сум правник, не знам, и продолжува процедурата, после тој го дава истиот така оформен предмет за извршување или за наплата, не знам како им е стручно називот,
со целокупното до тогашно таложење на сметката на големување, ја праќа до нотар. И сега нотарот ја зема и ја гледа, таа сметка некаде околу 8-9 тука веќе стигната, од адвокатот и од доверителот стигната, и сега тој истата постапка, прашува кој е Маријан, што е, каде е, да гледа, па суди, па пресудува, па ме бара, па не ме нашол, еднаш па ме бара, 2 пати, па не ме нашол, и за тоа се си става трошкови, и сега сметката што почнавме 50 денари, сега веќе е стигната, вамо беше 9, некаде 14.000 стигнала. И сега тој кога ќе го заврши процесот, тогаш го дава на извршител. И извршителот како извршител, јас сега не некој дали ќе ме свати погрешно, јас го студирав ова и кога гледам сега и значи стигнува да завршам кај извршител, и извршител нормално и тој иста процедура ме бара, не ме нашол и тага кога ќе треба ти ја блокира сметката. И граѓаниот не знае, оди да извади пари, обично тоа се прави во петок, пред празници, или без разлика и во друг работен ден, блокиран. Оди што е, не си платил сметка. Што не си платил сметка, во 50 денари стигнала 17.800 ми дојде еден граѓанин од Куманово. Па дали е ова нормално во Значи тоа е реален пример со тоа сметка е примерот која што не вакви има платил, и јадници. да стигнал до 17.800. Зошто сака е нашата реакција? И еве има тако закон мислам во Србија било каде. Ако јас сум градски паркинг или сум водовод или не знам Евана или било да не ги изменувам сите сега нели куќни совети, стамбени сервиси тамо, ако не ми платил должникот, еве се земав ја како пример, ако Марија не ми платил, одма ние бараме да се даде тоа на извршител. Ме разбирате? Да. Не Маријан да не плати, да се прави некој... Ние, значи, не сме за анархија во држава. Ние бараме одма предметот, таа компанија што е, дали е Паркинзи, дали е Водова, дали е Евара, не знам кој, сите, па дури банка да е, зашто да не. Одма да се даде на извршител. Извршителот, кога ќе му даде предмет, небо 500 дена дека должи, ајде да видиме дали ќе ми земе 17.000. Нека земе, а па пошто по тоа гледаме, по они земаат стварно најмалци извршителите земаат во таа наплата. Еве ви кажав како се зголемува таа сума на пари. Зошто ова не го прават? Еве нека ми искочи министерот или било кој нека ми објасни зошто. Јас се согласувам ако е некоја компанија, па се тужи со компанија, па некои милионски суми на пари, па превара сте ми направиле, поминале роба, не знам што, па сега ја да се осигурам, па си барам адвокат, така, па ќе одиме на суд, па ќе се ту. Зошто ова му го прават на народов за вакви сметки? Зошто не се направи таа сметка па автоматизам да се даде на извршител? Извршителот да ме најди, па да ми земи, ако должа 1000 денари, нека ми земи 1500, па и 2 нека земе. Ама нема да ми земе 17. Ова е борбата наша во кратки црти кажано и неколку пати и сега повторно прават значи измени, ова никој сите се прават наглови. Знаете зашто се прават наглови? Еве власта и овдека има предмет и кривични дела, нека испита кои се тие адвокати, кои се тие извршители. Ова е мала сума на мала бројка да кажам на од оваа фела кои што се поврзани доверители, адвокати, нотари, извршители. И делат многу пари делат. Тоа што знаете што? Тоа е исти прекршок, не си платил паркинг или не си платил вода, само ќе го смени името презимето на преписката, 6000 дарки. Не, он не измислува сега па како овој направил кривично дело, па како јас сега таа треба да барам, па да се замарам како адвокат, па да пишувам ова, да пишувам она, да барам закони како да го спасам клиентот. Овдека само менуваат име, презиме и адреса и се богатат и јавно го кажуваат секаде, се слушаат во јавноста и сите ќутат и министерот што е најповиган, за жал и тој ќути. И тераат терајте, јас додека можам вака јавно ќе говорам, па нека тераат они, па да видиме што ќе се деси. Ова ваljda ќе се најде некој да слуша што зборува, че чекајме дали ова е стварно фантазирали, ова е вистина. Ова е жално, верувате, некој да ти прави на... Ова е као ја да гледам децата мои са нешто дома по некој погрешен пат. Прави се дека не ги гледам. Чекај бе, пријател, ти владата треба да биде као родител на цел народ. Владе е со нас. Како било, она е. Да не зборам за брзите кредити, тоа и уште бетер ќе дојде. И тоа посебно, Тоа катастрофа меѓутоа, е. кај овие која сме, спомнавте за стареност. И сега со последните измени на закон за облигациони односи, мислам 2023 година, нели имаше дека рок на застареност за давање на предмет на извршител е 5 години, а потоа тече рок за наплата 10 години. Така, купно и тогаш кога барав експертски мислења, ми кажаа дека на некој начин оно ќе застари за 15 години. Сум во право, не сум имали... Да. Значи, случај. за таа застареност, кој што кажав, јас присуствував на таа седница на Уставен суд, каде што дискусија, кој за, кој против, меѓутоа се усвои дека
10 години, она што го кажувате вие, ако веќе почнат процесот на реализација, за 10 години не успее да се наплати од граѓаниот, па автоматски застарува. И викам, фала Богу, се најдоа некои паметни луѓе, ипак уставни судии, нешто ќе донесат некоја правда во државата, народот малце да се олабави, било што било. Поминаа 3 месеци, повторно истите суди, значи само една, мислам дали Данева, професорката, измена се направи, не знам, не сум сигурен како беше, меѓутоа така нешто беше. Значи истите суди за 6 месеци судат спротивно до самите што го донеле. Хај сега некој нека ми објасни мене. Значи истите за истиот предмет викаат нема застареност, не важи. Ајде да се запрашаме сите зошто. Бидејќи големи пари, голем капитал се јавија тогаш разни луѓе, дали под притисок, дали со трето, пето, па викам државата нека испитува што е како е, нема застарување. Ќе плаќаш додека си жив, осташ додека е жив. Ќе плаќаат и децата, ќе плаќаат ова, а гледате да не се повторам какви дела не се плаќаат, застаруваат. Тоа мисламе, не знам, немам објаснување за ова, меѓутоа, па ќе кажам, ние не сме за хаос, значи сме да се плаќа, меѓутоа да се плати нормално. Има предмети застарени од 90 и некоја година доаѓаат граѓани. Дали се уште стигнуваат, тоа сакам да ве прашам, Да. со поделбата на она ЕСМ, електростопанство на Македонија, се поделија сметките таму и знам дека излегоа некои си, можеби тогаш беа 200.000, можеби грешам сметки, можеби и повеќе. И имаше една афера дека со едно печатче тие од некаде од фиока се извадија. Дали уште такви предмети, сметки стигнуваат или заврши тоа? Не, тоа се уште актуелно, меѓутоа за жал знаете што е таму болката пона што веќе јавно кажуваат некои што биле на времето во ЕВН или во ЕСМ, уште кога се купувало, кога се ЕВН кога го купи ЕСМ, замислете да го купил изгледа со се долгот. А тогаш граѓаните должеле многу милиони. И испадна сега дека Македонија го продала за без пари. Бидејќи тие си ги наплаќаат парите. Тоа таму имало некоја поделба, нешто до за државата, нешто за нив, меѓутоа сега сите гледаме дека беше услов да си ги да меѓутоа да ги наплатат. Гледаме и ден денеска им стои застарена сметка, имате од ЕСМ, луѓето кој плати, кој не. Таква хаос е, а ова може ако сака владата да го реши за кратко се решува, верувајте. Не може вака, бидејќи па ќе кажам, граѓаните не знаат она што го имам сознание, има преку 200.000 предмети уште што не се пуштени. Дали од водовод, дали од паркинзи, дали ова што збориме нешто, од стамбени сервиси, комунали што има, ЕВН, празни тие ајден што беа порано, телекомуникации. И сега ќе ги пуштат, меѓутоа ние викаме, дајте барем нека се плати. И сега они кога да се вратиме се назад, кога се направивме колку толку да нема каматата да не оди повеќе од главниот долг, и еве како им текнало. Сега ќе ангажираме адвокат, преку трошкови, преку преписки, преку дописки, така ќе ги собираме граѓаните. Истото што рековте за брзи кредити, сега може да префрлам од тема на тема. Јавно кажуваат, дојдите без камати, нема трошок, колку земаш, толку враќаш, тоа е еден вид на наведување. Ќе отиде граѓанин, мисли толку ќе врати. Хаос е. Таму имаше законски измени, нели? Се ограничија вкупните трошоци, кој што може да ги наплати еден нефинансиско друштво и исто имаше измени во однос на тоа да не доаѓа до кражба, условно кажано, на податоци затоа што и со снимена лична карта, меѓутоа гледаме дека пак нешто се случува. Дали кај вас има се уште поплаки за брзи кредити? Ја ви кажав дека ова ќе биде по мене поголем проблем него ова што е со законот за извршување, зашто законот за извршување валјда ќе слушнат овие реакции, само да го донесат ова да направат ваквите предмети додатно на извршител, ќе се реши во голема мера и оние стари предмети што кажам повеќе од 20-30 години што се да донесат една одлука, се повикуваат граѓаните да го платат главниот долг. Ајде, бидејќи знаете што таа категорија, се враќаме од тема на тема, што пред 20-30 години не плаќале. Знаете кои се тие луѓе кога доаѓаат кај нас раѓа? Гледам, тие луѓе се од времето на транзиција. Одеднаш кога сите останаа, знаете, сите имаме родители вамо без работа, без ништо, отпуштени технолошки вишкови. И видите се уште такви луѓе доаѓаат и се уште такви луѓе се од тогаш му е таложено среќа што направивме, па ви кажувам дека каматата нема да. Иначе тоа каматата беше страшна работа. Антидатирани предмети, тоа се беше застарено. Него поврзани со суд, отиди, удри, печати тамо, активира ги, тоа се беше застарено. И сите знаат дека е така и сите молчат. И што да се прави? Еве, што да се прави, кажете. Ќе свикаш протест, ќе доаат 100 луѓе, 200.
немаш магично стапче, сите го зборат тоа магично стапче, ја да го спомнам, немаш да решиш. Треба, знаете што, треба да има свест тој што владее со државата. Треба да има свест кој ќе слуша, да чекај бе луѓе, дај да видиме, да направиме нешто за луѓето. Само треба да има повеќе луѓе како мене вака јавно да кажуваат што е како е. Не сите да ќутиме, знаете, ние сите ај ќе молчиме со молчење, гледате што е. Затоа кажувам јавно. Кој имаме и средно социјално-економски совет? Кај премиерот? Овај не ми се чини не го бива. Ако мислите вие добар, чувајте го. Не, зашто ја веќе подлог период сум по ова, да кажеме, со синдикативе, со станоци. Жално е кој ќе отидеш кај некого да преговараш, тој треба да ти реши проблемот, гледаш дека не вреѓам никого, ама нема врска од тоа што сме отишле ние се да разговараме. Он си живеел некој филм дека тој е во право, тука седнал и тој е најпаметниот и како што рековте, малку пак се вративме од прашањето. Да. Дали кај вас доаѓаат луѓе се уште да се жалат за брзи кредити? ви кажав дека по мене тоа ќе биде многу поголем проблем, Значи, гледате се дури уште има. доаѓаат и знаете што, еве јас направив една проба. Јас работам во железница, кредит со тешки маки земав од банка. Со жиранти, со не знам што, вамо таму писма, па чекај уште 3 месеци да платиш ова, вамо си, таму си. Направив на штик проба да отидам да пробам по овие брзи кредити, на 5 места сите ќе ми дадеа. Не прават они проверка дали Маријан може да плати. Они гледат само те заглава да земеш и после гледате по медиумите и ќе почна да шират видеа кај што доаѓаат и до физички пресметки. Тие се многу опасни работи, веќе ангажираат тие луѓе како за наплата, демек агенти, ти доаѓа дома, ти прети мене луѓе ми се јавуваат. Што да правам, вика ми се јавува дома, дојди, ќе ти дојдам ова, вика дали може. Викам човече, ти знаеш што пријавил полиција. Еве има едно видео нели што му влегол дома агент. Ваш еден колега пред 2 дена пушти. Ќе настави, многу е, мислам, и тука треба да се воведе ред. Треба да се воведе и личен банкрот, она што го зборам. Сите го зборат, ние први го зборевме. Одамна беше тоа на секаде има во светот личен банкрот. Знаете што е личен банкрот? Личен банкрот е ако некој граѓанин заглави, па го има по други држави. Така. Го има секаде во нормални држави. Ако граѓанинот заглави, има повеќе доверители да плаќа не може. И тој треба цел живот да плаќа не може. И затоа државите нормални направиле личен банкрот, ќе проверат колку тој граѓанин има приходи, колку има долгови, па ќе му направат една, сега тоа не знам како е до 3 до 4 5 години, што треба да се плати, колку треба да преживее и после тој период му даваат шанса повторно, еве ти ослободен од свеси, сега земи да нормално да живееш. Знаете што? Ако има некој ќе рече па така да ја ќе земам сега, не плаќам личен банкрот и готово. Не, кога ќе постои личниот банкрот, тога и сите банки, сите извршители, сите банки, сите овие друштва што даваат пари и сите што треба да дадат на некого пари, ќе се замислат. Знаете, ќе ви дадеме ставас пари, ама колку може да ми вратите или да направам математика колку имате примања, за да не влезам свесно во ризик, бидејќи ќе ми плаќате одредени години, после ве фаќа законот за личен банкрот и ми пропаднат средствата. Тоа ќе се воведе ред во државата. Сега секој нати со вакви пари, нати такви пари, ќе те гонам до крај, ако не куќата ќе му ја земам, ако не децата ќе она. Ова е можеби вака некој ќе рече не е суштинско прашање за државата, меѓутоа верувате многу е големо суштинско, бидејќи она што го гледаме секој ден, многу луѓе се иселија надвор под притисок на вакви што имаат долгови, многу деца отидоа да работат во странство, да плаќаат на родителите, да враќаат пари, бидејќи ова е еден зачаран круг што не може да излези народот. За жал многу ми багаат работа на црно, токму да избегнат плаќања на извршители. Тоа е веќе работа на црно, па и тоа, па ќе кажем и тоа. По мене државата може све да реши. Ако сака државата може све да реши, ги има сите механизми. Тоа со синдикатот, пошто рековте работа на црно, таму гледаме секојдневно колеги доаѓаат и затоа кој да повикаш на протест никој не излага, работат за 24.000 мина на плата, уште 10-15 земаат во пликови. Тоа сите го знаеме, дека ден денеска има објекти што не издаваат фискални сметки, што сега треба да ги шпион во државата, сум отишол некаде било каде и да кажам овој не, па си има институции, нека проверат. Но може да оваа држава може да биде стварно квалитетно место за живење. Се уште сум оптимист, мислам дека оваа влада има историска шанса да го реши, меѓутоа треба стварно тие луѓе што не се снајдоа на своите работни места без разлика министри, советници, треба сите јавно да ги кажуваме и на тој начин ќе помогнеме и на владата и сами на себе и на државата и на сите. Ако молчиме, гледаме него бива и да си ќутиме сите, само така ништо не правиме. Мора секој на своето работно место си биде одговорен. За што и да е. Ме разбирате, ја имам осеќај дека нема никаква одговорност. Бидејќи она што кажуваат сите синдикати,
што тужевме на времето, милионски суми платиле. Стварно, значи јас сум директор, ако знам дека треба да платам на граница, зошто не плаќам? Ќе си кажете, не му плаќам, ќе тужите, ќе поведете 3 години, ќе ме смени на директор, ќе дојде друг, па тој другиот ќе плати. До каде тоа ќе оди така? Тие пари се да се направи некој номер да земе испитување сите институции, дури за жали државни институции, сите се тие државни. Колку имаат платено камата што требало регуларно да не се плаќа ако се работело домаќински. Стотици милиони евра гарантирам и повеќе. Сигурно. И зошто тоа да се случува? И никој за тоа не одговара. А не, ако јас така направам, извини, си отишол пензија или си отишол друго, дојди вам, зашто ова си го направил така? Па да секој кој ќе биде са директорот, кој ќе мисли, чекај, јас овде како морам да платам, не ќе платам. Не да оставам некој друг. Секогаш има пари доста во буџетот, меѓутоа како и зошто се распоредени, тоа е секогаш таа иста приказна. Ристевски, благодарам што бевте денеска, имавме продуктивни 20 на минути. Се надевам дека она што го кажавте ќе стигне до надлежните или ако имаат контрааргументи нека ги кажат, ние сме секогаш отворени да ги пренесеме и на нив. И ви благодарам на вас, читатели и гледачи на Слободен печат, што бевте овие минути со нас.